Историјата како фарса, делби, аристократско живење, отуѓеност од народот, елити наместо патриоти, поделени концепти за македонската идеја и народ, интелигенцијата во 19. век ја поттикна идејата за македонштината. Реафирмиран Александров, заборавен Матов, замрзнати идеите на Ванчо Михајлов. Каква е разликата помеѓу историското ВМРО и ВМРО ДПМН? Кој зошто го дели кревкото македонско ткиво? Добро вечер за универзитетскиот професор Владо Поповски. Ако почнувам со биографските податоци на овој истакнет ДС професор, автор, ќе ми треба веројатно на 15 минути, затоа ќе се задоволам само со влезот во кое, професоре, како што еднаш ве прашав кога го правите уставот, кога сте најкревки со мислата и кога работите? Кога после прегледувањето на аналите правите сублимат или спротестување на фактите на различни извори за одредена историска белешка или одреден историски настан? Добро. За било која тема, доколку се има амбиција да се објави научен труд, подготовката, а тоа значи прегледувањето, анализата на документите, некој дел од литературата на најистакнатите во таа област зафаќа некаде од прилика околу 6 до 8 месеци. И таа ферментација, да речем, на материјата, која што во периодот на подготовката нужно треба да даде и една критичка оценка на самите извори, да ги спореди, да ги доведе во врска, за да ја расчисти дилемата во себе и после тоа почнува пишувањето и повторно пишувањето е со купот документи до вас, што значи чекор по чекор, од кога имате структура на темата што сакате да ја обработите, повторно чекор по чекор тоа го пишувате и го проверувате. На крајот се разбира референците, научните, фусноти, белешки и така натаму, уште еднаш ги прегледувате и јас мислам дека тој тип на работа е мощне, макотрпен, тежок, трае подолго и имам чувство дека нема потешка работа отколку да имате еден топ бела хартија и да почнете на таа бела хартија кој што ништо нема ниту наслов, ниту што ќе пишувате, да почнете да оживувате еден дел, било од историјата, било... Дали ви се случи да тргнете со предубедување и предубедувањето да води во правец на компарација на тези и антитези, на факти и можни манипулации? Еде вака, доколку се влегува во тема за која има претходно сознание самиот автор, тој ги има предвид тезите, контроверзите и така натаму, меѓутоа кога влегувате во документацијата и ако таа документација е доволно, така да се каже, доволно го покрива предметот, она вас ве отвара. Не можете вие да останете на предрасуди. Ако сакате да останете на предрасуди, тогаш ќе треба да ги селектирате документите или да ги селектирате информациите во документите, да почнете да пречкртувате и така натаму. Мислам дека нема автор кој што е сериозен, кој што би го направил тоа. Кога сум го искажал пред многу пријатели, па и некои политичари што правеле спомени. Сум рекол дека може во животот, во односите со луѓето, да релативизирате некој исказ. Цените да не го доболи, да не го засегни, ако не сте сигурен во она што се случува актуелно. Меѓутоа, кога седите пред чиста хартија, како пред Бога да седите. И мислам дека тука, за мене, јас тоа го имам како интерно чувство, на хартијата нема никаква симулација. Пред да ме преслушате што све сум научил од дел од овие книги и што се сум запамтил од историјата што сум изучувал, уште малку, да речем, условно порелаксирано. Ова е 23. октомври,
Едни велат ден на ВМРО, други велат ден на револуционарната борба, трети велат дека сите сме ВМРО, а ДПМН има потреба од посвојување на ВМРО. Што од сите овие три релации би можело да биде сублимат на историчарот Владо Поповски? 23 октомври е ден на револуционерните војни или ослободителните војни на македонскиот народ. 23 октомври е ден на Македонија и на секој македонец, во секој случај. И мислам дека ВМРО, која што ја започна својата борба за слобода на Македонија од 1893 година, 23 октомври, па во еден континуитет доста долг, представува една реалност која што можеме да ја поврзиме во историскиот контекст со клучните прашања, а тоа е ослободувањето и создавањето македонска државност. ВМРО ДПМН е современа партија во амбиентот на Република Македонија, создаден од 1991 година до сега. На таа основа, што значи дека една група која што ја формираше ВМРО ДПМН сакаше да се надоврзи на традициите на историската ВМРО. Историската ВМРО не е еден кристал, еднозначна, бидејќи станува збор за една масовна револуционерна организација која што функционира, например, и во формална смисла од 1893 година до 1934 година, што значи во еден голем период од 40 години, и ВМРО историската во сите тие варијанти има доста сложена идеолошка структура, политички насоки и слично. И вие не можете да кажете ние ја копираме, например, идеологијата или сакаме во современи услови да ја прилагодиме таа и таа идеологија. Која? Од одсечка од историјата на ВМРО или од целата ВМРО? Целата ВМРО тоа е една енциклопедија, така да се каже, на тема. Професоре, 1893 и последниот квартал од 19-тиот век е некаков зачеток кој се уште има контроверзија околу така наречениот период на македонската преродба. Меѓутоа, тој е агол на посматрање. Ми остава впечаток потребата да се истражи македонската интелигенција во 19-тиот век, која ја ги креираше премисите за тоа каде би можела да биде Македонија, како автономна, како самостојна и така натаму. Но она што мене ми остава впечаток во овој оглед што вие наскоро ќе го објавите, тоа е македонската интелигенција 19 век, до Втората светска војна, е сепак еден став на еден руски историчар, односно еден од бугарските устари проследители, тоа е Славејков, кој констатира дека хидрата била разиграна некаде низ Македонија и македонците се чувствувале како Александрови наследници. И дека возбудата била толку голема што отец Изворов се вратил со Ферман. Доколку се вратил. Доколку се вратил. И тогаш практично останува дилемата дали е тоа префиксот на свеста за осамостојување или за некаква унија и со кого унија. Видите, вака периодот пред ВМРО, бидејќи ерата на самиот ВМРО ја сподвижи втората револуционерна генерација. Тоа би биле синовите на татковците кои што практично ги почна револуционерните борби и политичките борби од 60-тите години на 19-тиот век, и некаде целиот тој прв револуционерен и ослободителен циклус траеше до 1881, 82, 83 година, кога турските војски успеа комплетно да ги изгаснат огништата на борба за
политичка автономија, значи на национална линија и кај македонците и кај албанците во тој период. Тој период е од првата генерација која што со поединци е присутна во ВМРО епохата, меѓутоа во таа втора епоха они немат оставено печат. Што значи првата генерација крена две востанија. Станува збор за Разловечкото востание и за големото македонско кресенско востание, кое што беше по опфат, по траење и по слободена територија поголемо од Илинденското востание. Тоа беше на 5 октомври 1878 година кренато, а беше објавен крај на тоа востание на 2 мај 1879 година, што значи 7 месеци во кои имаше доста динамика и, така да се каже, еден настапителен однос на тоа востание. Таа генерација немаше дилеми околу тоа за што се бори, немаше дилеми како се вика земјата, како се вика тие самите и кои се атрибутите, например, на нивната посебност. Во таа смисла вие илустрирав сосема малку и за читателите тоа не дава доволно основа од писмата на Петко Рачов Славејков од унијатското движење од 1874 година. Меѓутоа, тој истиот Петко Рачов Славејков 3 години претходно во весникот Македонија од 1871 година го објави знаменитиот напис, доста долг, доста информативен, под наслов Македонскиот въпрос или Македонското прашање. И уште од тамо практично ги постави сите линии за тоа како се идентификуваат и кон каде одат македонците, а во 74 година, бидејќи истата генерација практично го покрена и унијатското движење, тоа се и истите личности, се преклопуваат информациите дека нема тука отстапување од првите сознанија на македонците кои што почнаа да спорат со бугарските средини. Имено дека македонците се посебен народ, дека тие не се надоврзуваат на традициите на Крум и на Симеон, дека бугарите се сосем друг народ, туку македонците се надоврзуваат на традициите на античка Македонија. И сега тука да разграничиме нешто, за да видиме дали е легитимно тоа становиште на таа генерација, па и на подоснежни генерации. Дури 34 година има судење во Петриш на една групација, особено федералисти се тие, левичари, каде што во обвинителниот акт стои дека тие се замислуваат како посебна раса, како одвоени од бугарите, од бугарската нација, како македонска нација во врска со старата нација. Легитимитетот, мислам дека на македонците во однос на античка Македонија е сосема оправдан кога станува збор за тоа дека современите македонци од 19 век живеат на иста територија, каде што постоела стара Македонија, која што била прочуена по својата слава и која што во однос на поробените, понижени македонци во 19 век им создава голема обврска, наоѓајќи се во Македонија, чувствувајќи се како македонци или интериоризирајќи го името на земјата како собствен атрибут, да се борат и да бидат достојни на некој начин со таа стара Македонија. Што значи достојни во смисла на мобилизирање на свеста дека е недостојно, срамота, македонците да чмајат безимени, без напор за својата слобода и за создавање своја администрација, кога на таа земја живееле македонци со светска слава, значајни и за европската култура. Да се вратиме на втората линија, втората линија само, она дали потекнуваат они се нарекуваат потомци на Александар. Не верувам дека сметат и дека немат информација што се случувало од вториот век пред нашата ера до нивниот 19 век, дека сметаат на гените, на крвта, иако сметаат дека тие не пропаднале во земјата, па и да нема некој елемент, што не е најбитен. Најбитен е
повикот за слобода на актуелните македонци, угледувајќи се на претходниците на таа земја. Борбата за автономија била појдовна точка во платформата на Македонската револуционарно движење 92-1912 и при тоа го цитирам професор Ванчо Ѓорѓиев, не секогаш нашите соседи биле искрени во поддршката кој сме, што сме и дали е возможна таа автономија. Дали е тоа почетокот на така нареченото онародување на македонците? Видете, треба корењата да се барат во ситуацијата после источната криза и после востанијата, кога се стабилизира Турската империја и кога почнува практично да добива на сила значењето на милетскиот систем или на црковната припадност, конфесионалната припадност на жителите на Република Македонија. Се разбира, турците во рамките на една традиција на тој милетски систем, народноста ја утврдува со припадноста на верата. Остановиште на империумот или интересот за владење и одржување на своите земји, се разбира дека, а при тоа со претходното искуство на губење на сите оние провинции кои што ги изгуби до 1809, до Берлинскиот конгрес, например, самата Турската империја, каде што Македонија стана гранична со други држави и каде што Турската империја македонските граници ги прокламира како последна остапка на Турската империја пред налетот на некои национални држави, национални народи балкански со поддршка на европските земји. На таа основа во Македонија можеше да се избира само меѓу три цркви, а тоа е меѓу Грчката црква, која што беше единствена од укинувањето на Охридската архиепископија до создавањето на бугарскиот екзархат. Понатаму, во 90-тите години од 19 век се призна српска катедра со Фирмилијан, Фирмилијан како скопски митрополит, кој што почна да запишува српски нуфузи или српски срби граѓани во Македонија. Заедно со Поликрап, например, од Велешката епархија, српското влијание веќе се легитимира уште во 90-тите години, а општо се легитимира од септември 1903 година. Што значи дека македонците можеа да избираат само бугарско училиште, грчко училиште или српско училиште. На таа основа бугарска, српска или грчка црква и на таа основа тие беа бугари, срби или грци. Движењето унијатско што го споменавте вие беше за обновата на Охридската архиепископија како македонска црква и тоа 3 години после формирањето на бугарската екзархија, кога македонците се уверија дека тоа не е словенска црква, туку во Македонија создава бугари практично и дека е функција на бугаризирање на македонското население и на експлоатирање, например, она полнење на кесето се изедначуваше веле со Самоков во однос на екзархиската каса, со тоа што Велес имаше 6000 венчила, а Самоков имаше 30.000 венчила. И во таа смисла еден македонец пишува каква правда, истакнувајќи ги мотивите на екзархијата. Откажувајќи ја таквата функција на екзархијата, почна тоа унијатско движење за обнова на македонската црква, кое што можеше да се обнови само доколку беше дозволено општините, црковно-училишните општини да влезат во унија со католичката црква. Тоа беше тоа движење. Се разбира, султанот не го дозволи тоа. Што значи не дозволи во Македонија да почне да се запишува Македон Милет. Само дозволете уште една илустрација за комплетно да се разјасни ситуацијата. Во Стара Србија, што значи дел од Косово и дел од Јужна Србија, не беше дозволена српската црква и тамо православните можеа да избира само меѓу бугарска црква и грчка црква и да учат само бугарско училиште
и грчко училиште. Што значи дека таа политика на империјата сосема логично становиште на нејзините интереси во Македонија создаде процес на релативизирање на свеста, македонската свест, која што првата генерација ја имаше побројно и многу подсврсто заради тоа што се уште не беше создадена бугарската екзархија. Професоре, кога Значи, корењата се таму за однаредување. Кога треба да разговараме за векови, многу е деликатно и за личности сето тоа да го систематизираме во десетина или час време. Меѓутоа, суштината на една дилема која превладува во јавноста. Прво, дека во таа кревка историја на развојот на ВМРО, освен така реченото национално прашање и определеноста, се појавуваат идеолошки матрици, десни и леви. Се појавуваат идеи за федерализам, автономија, самостојност. Се појавуваат разновидни префикси. ВМРО Александрова, ВМРО Протогерова, ВМРО Матова и Гоцева и така натаму. На што се должи ова специфика на идеолошка дистинкција, идеолошка диференцијација и персонализација на периодот и на времето во кој се појавува овие личности кои имаат историски бекграунд? Вашето прашање се однесува на некои периоди подоцна, кои што се развиваат после 1906 година. Затоа мислам дека сепак кратко, во неколку реченици, да одговорам директно на вашето претходно прашање. Имено кога се формира ВМРО на 23. октомври 1893 година, 11 месеци после последното остание, бидејќи во Западна Македонија беше откриено на заговорот, така наречената Брсјачка буна. Да. Што значи кога втората генерација веќе дојде во младински години, таа генерација или тие шесмина кои што застанаа беа сосема свесни, а и подосна другите големи личности во ВМРО кои што влегоа како Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Христо Матов и така натаму, беа свесни дека македонците се веќе поделени во еден вид на партии врз конфесионална и образовна основа и дека со една национална политика, а станува збор за исто население, например, дека тоа не се ни срби, ни грци, ни бугари, не ќе можеше таа организација воопшто да продри во народните средини. Бидејќи, знаете, како за Скопје, бидејќи сме тука, например, љубанци се бугари, бидејќи припаѓаат на екзархијата, имаат бугарски школи, Кучевиште се срби, затоа што припаѓаат на српската црква и српски училишта имат, а Мирковци половината се срби, а половината се бугари. Во моја Преспа, моето село и Брајчино сме грци, заради тоа што се во патриаршијата Љубојно е на 2,5 километри бугарско, затоа што екзархијата ја имат како црква и бугарски училишта. Во градовите имате, например, во Битола, ево Димитар Ризов, кога бил гимназист, има српска гимназија, има грчка гимназија, има бугарска гимназија, има турска гимназија. Што значи апостолите или организаторите на ВМРО беа свесни дека е поделена свеста партиски, црковно, образовно и така натаму. Во српските ги учат, како што вели Ризов, дека се срби, во бугарските дека се бугари, во грчките дека се грци. И дека единствената идеја која што може да ги сплоти е политичката идеја, односно борбата за автономија Македонија на македонците. И на таа основа наднационална, ама не во модерна смисла на зборот, туку наднационалистичка во конфесионална милетска смисла која што таму постоела, организацијата за кратко време
ја покрива целата Македонија со мрежа на револуционерни комитети, а во Илинденското востание се покажува дека еднакво се борат така наречените грци, македонци, кои што припаѓаат на грчката црква, екзархисти, односно српски патриаршисти. Има документи, например, писмата и извештаите на српските митрополити и трговски агенти престана да не слушат, а претходно постојано со нив соработува, бидејќи тие и плаќаат, а во исто време стипендират ученици и така натаму. И само што ова, кога Славејко Арсов е на средба со германци од селото Герман во Егејска Македонија, значи од нашата граница 3 километри е најголемо македонско село, кое што е патриаршиско грчко, му велат на Славејко Арсов. Ако пречи што сме во патриаршијата да се префрлиме во екзархијата за заедно да водиме битката, бидејќи ние сме ист народ и така натаму. Знаете што Славејко Арсов, она што е малку разочарувачко, што значи дека истата свест е и во раководителите присутна, бидејќи они се изданци на тој народ. Во таа поделеност се воспитувани, учени, венчани, крстени и така натаму. Не, ние денеска имаме вика еден општ непријател, тоа да ги истераме турците, а после кој каде сака да оди. Замислете, што значи дека нема македонска свест тој. За Бугарија, односно за Битола, кога имаше улични убиства после солунските атентатори, пишува писмо до својата централа дека во Битола има околу 507 жртви, но повеќе се грци, само 9 се наши. Да се вратиме малку на говорната димензија на историографијата, бидејќи овие фактографии може човек да ги прочита и многу се деликатни да се слушат во една динамика на вашата синтеза. Пак ве враќам на прашања кои може да бидат помалку деликатни или поатрактивни. Има една противречност. Дали постои оригинал на Крушевскиот манифест? Видете вака, информацијата е дека е пишуван посвестум од Кирил Мајски, овој така, исто Кирил Мајски, федералист за определена драма, меѓутоа станува збор за учесник во настаните во Крушево и станува збор за сведок на она што се случувало, што значи тој манифест по сите други документи каде што крушевчани ги праќаат писмото до алдинци, до другите, например, ја афектира истата содржина како што е во Крушевскиот манифест. Целокупната идеологија на ВМРО и пред Илинденското остание и во рамките на Илинденското остание дека се бори против муртатите или против лошата власт турска и се бори за слободата на сите кои што живеат од чесен труд. Што би значило дека тоа е мемуаристички пристап, а не е оригинален текст на меморандумот, не е не, ако документ. Многу ви значи дали оние редови од манифестот се документ донесен 903 со некои подписи од 903 година, нема таков. Но тоа ништо не го намалува значењето, ништо не негира. Бидејќи секој збор и секој реченица од манифестот е потврдена во целокупната, например, 10-годишна или 13-годишна пракса на старата ВМРО. Од 1893 година до 905 например, година, од 905 веќе после 905 почнува расцепот во ВМРО, расколот и тогаш може да се зборува како што велите матовисти, груевисти, например, подоцна сарафисти и санданисти и да видите во фактографијата дека се бијат меѓу себе сарафистичките организации против санданистичките организации. Или да разбереме, на Сарафо приврзаници против Јане Сандерски и така натаму. Уште само една димензија. Зошто има потреба? Од каде, кој ги води надворешните сили, внатрешните анимозитети и ревалитети
меѓусебната ликвидација на водачите. Само вака. Ликвидацијата меѓусебна прва се случува во однос на Сарафов. Сарафов не е раководител на ВМРО, меѓутоа една истакната висока фигура во таа структура. И тоа е ноември 1907 година. И подоцна ликвидацијата меѓу самите раководители 1915 кога ВМРО Матова и Александрова му организира атентат на Јане Сандански, а покрај другото мотивот е заради тоа што Јане Сандански со Герджиков претходно се обидуваат да направат атентат на Фердинанд за да може да повлијаат на која страна Бугарија да влези во војната. Тие двајцата одат, разговарат со Андреј Љапчев, ресенчанец кој што припаѓа на македонско движење, меѓутоа апсолутно се чувствува сосем поинако од нив. Му вика на Јанета: Јане, зарем можеш да тргнеш по овој лут анархист и така натаму. Таа информација пробива пат до Фердинанд и Фердинанд намерникот сака да го ликвидира. Се преклопуваат интересите на ВМРО Матова и Александрова да го расчистат, да ја расчистат сметката со санданистите, а при тоа да ја образложат со казна, со смрт, која што беше донесена за Сандански на Конгресот на десницата 1908 година, на Кјостендилскиот конгрес, заради убиството на Сарафов. Инаку морам да ви кажам, од кога настана расцепот меѓу десницата и левицата, тие почна меѓу себе да се проследуваат. Сандански имаше намера да го ликвидира, например, Сарафова, уште пред Конгресот заради неговата вина во однос на српската пропаганда, која што ја пушти и отвори канали самиот Сарафов. За Сарафов, да. еден инсерт сега ќе ни А во исто време и Дамен Груев, кој што беше главна личност, една од главните личности на Рилскиот конгрес, имаше ист став за Сарафов и практично Сарафов беше осуден на смрт од два окружни револуционерни комитети. И требаше општиот конгрес да ја верифицира таа пресуда или да ја одбие. Меѓутоа на општиот конгрес се случи нешто друго. Добро, инаку Сарафов е познат дека бил човекот кој ја држал касата на организацијата и располагал со значаен дел од прибраните средства. Тоа ќе го видиме во делот од играниот документаристичкиот. Касата не ја држал, носел многу пари. Ама и троша многу пари. Не ги давал сите во организацијата, значи касата на организацијата се алиментирала поприлично од парите што ги носел Сарафов. Добро, еве веќе тука почнаме. Да. Јас сум прошел дека кај тој човек има доста и во тој период еден хедонистички пристап на живење, затоа така пола носел на организација, пола ставал во джеп. Да видиме пред ЕПП, да го видиме инсертот од документарно играниот филм, чија премиера е во понеделник, на Пиперковски и на продуцентот нашата Снежана Лупевска-Созак. Не седи Гоце, а и многу други наши другари и линденци. Сарафов е директно одговорен за оној срам во Крушево и за распадот на организацијата после востанието. Така е, Ѓорче. Тој курва само на пари му е му. Ништо друго не го интересира. Ни самиот не е свесен колку шампањ има испиено наоколу. А што правиме ние? Ние покажуваме разбирање. Епа Герчиков кој ги финансира неговите чети кои што крстарат низ Македонија? Кој му добрува средство? Господата сами си одредуваат давачки, сами си ги собираат парите и самите си ги трошат. Каква организација? Вака ќе го браниме делото? Вака ќе се бориме за слободата на Македонија? Герджиков, а кој му даде за право да ја продава Македонија? Добро, може не донесе директно пари, ама барем се уште можеме да ги слушнеме лондонските дами како квичат подсвилените чаршави кои што се уште мирисаат на скапиот парфем на Бохис Сахафов.
Значи додека јас се залагав за децентрализација на организацијата, за такви како него да не дојдат, вие, господа, сите молчевте. Пере, мислам дека... Димо, никој не седи на два стола. Никој. Или организацијата и делото, или бугарскиот двор. Ако тој некој сака да седи на тие два стола, ние со задоволство ќе му го тргнеме едниот. Или двата. На денот на македонската револуционерна борба на 23 октомври разговараме со универзитетскиот професор и историчар Владо Поповски. Професоре, видовме дел од инсертите за така наречениот хедонизам на Сарафов и дилемите во организацијата, но таа внатрешна потреба на организацијата за меѓусебни пресметки, прегрупирања, левица, десница, во значаен дел доаѓа до израз во периодот на Тодор Александров и неговото кокетирање во еден период на преговори со Москва, со СССР и така натаму. Тоа, например, вашата сопруга е еден од многу познатите историчари Ленина Жила во Виенска стапица, историја на преговорите меѓу СССР и ВМРО на Тодор Александров, го има забележано со категоричен став дека извештајот што е подготвен после оние разговори, дека прво целосно и сестрена поддршка на опозицијата во ВМРО ДПМН, која заедно со легалната илинденска организација води борба против владата на Цанков. Второ, активно учество на комунистите во ВМРО под раководство на емигрантската комисија при партијата. И трето, никаква поддршка на Тодор Александров додека не се откаже од владата на Цанков. Тоа е некаква историска димензија. Тоа што мене ме интересира, во кој момент, така нареченото, сега да речем уставно, ВМРО комунистичко или ВМРО на Влахов се приклучува кон таа идеја. Кон која идеја? На Коминтерната. Видете вака, вие веднаш сме во 1923-24 година. Епа сега, ако тргнеме тоа, не треба цела енциклопедија. Делбите почнуваат по прашање на востанието. Така е. Рилскиот конгрес конечно создава левица и десница. Десницата се врзува со бугарската политика и станува внатрешен инструмент на бугарската политика кон Македонија. Поминуваат Балканските војни, во кое што десницата ја заборава идејата за автономија, па пред Втората Балканска војна ја враќа идејата за автономија, меѓутоа катастрофата е постигната. Првата светска војна и определувањето на Бугарија кон централните сили исто така ја држи десницата како инструмент на бугарската политика, се до катастрофата од Првата светска војна. И завршува Првата светска војна со едно масовно искуство, особено во емиграцијата и во организацијата, и особено кај Тодор Александров, дека политиката претходна била сосема погрешна и за да може да обстани повторно како водач на тој борбен дел на Македонија, на револуционерната организација, тој се наклонува кон идејата за автономија како политичка независност на Македонија и доаѓа до идејата дека обединувањето на Македонија од трите дела мора да се случи како услов прво на решавање на македонските интереси и жртви и борби во целиот претходен период и како услов за мир на Балканот и за мир во Европа на еден начин. На таков начин практично Александров, укажувајќи дека случајно завладеаните делови од Македонија, од Србија, од Грција и од Бугарија, прв пат од неговата уста излегува, мора да станат делови на една интегрална, независна Македонија и тогаш тој стана неупотреблив за бугарската политика натаму. На таа основа Бугарија имаше потреба да го истисни него и да ја истисни ВМРО, бидејќи сакаше да влези во нормални односи со со Југославија, со Грција, како претходни победителки и да се нормализира
односите со европските сили од кои очекуваше кредити. На таа основа Александров беше од владата на Цанков и директно од премиерот на Бугарија на Цанков му беше укажано да излези надвор од Бугарија и нека прави каде сака револуција, но не може преку Бугарија. Александров и неговата организација беше мощна и јака во однос на бугарската влада во тој момент, се закануваше на министри на други и така натаму. Не го послуша веднаш, за да премиерот го замоли командантот на Софискиот гарнизон да го притисне Александрова. И Александров свати дека практично тука станува збор за еден мост меѓу Југославија и Бугарија заради потребите на Бугарија, се маргинализира ВМРО и неговата линија за да покаже практично значење на фактор на ВМРО и одново да ја возврати моќта и лична и на организацијата, стапува во преговори со советската страна. Советската страна ја респектира борбената способност на таа организација и смета дека не може да се изведи никаква револуција работничка или селанска во Бугарија или на Балканот било каде без ВМРО која што располага со голема борбено искуство и една голема наоружена формација. На таа основа во таа книга што ја споменавте е јасно дефинирана платформата со која Александров инсистира да настапи во однос на Советите. Таа е на самостојност на ВМРО и на самостојност на Македонија. Советите не му веруваат на ВМРО и на Тодор Александров практично и практично сака Тодор Александров да го вклучат во класна борба заедно со комунистите и со дел од Селанската партија на Стамболиски, која што беше збришана после 1923 година, за да ја струшат владата на Цанков. На тој начин да се редуцира ВМРО од општа народно-ослободителна организација на една класна политичка формација која што се бори за селанска и работничка диктатура. Добро, професоре, чекате. Да, ајде. Според тоа Александров ни помине времето, а сакам уште две прашања. Александров од тие причини се откажа од Мајскиот манифест и ја доживеа својата судбина која што е позната со убиството над него, зад кое стоја апсолутно бугарската влада на 31. август 1924 година и од тогаш почнува расколот и меѓусебното убивање во ВМРО. Од тогаш почнува масовно меѓу протогеравистите и Ванчо Михайловистите. Кога ова го слушам околу Тодор Александров, ми текнува на промоцијата на она голема монографија на починатиот Зоран Тодоровски. Тоа е документарниот зборник Се за Македонија беше. Да, тоа се документи со вашите промоции на академик Гане Тодоровски и вашиот. И мислам дека за прв пат некако во македонската јавност повеќе почна на оден начин демистификација на одредени противречни контраверзни личности за кои во така нареченото посткомунистички, во предкомунистичкиот период, во комунистичкиот период низ образовните процеси имавме една негативна конотација. Меѓутоа, она што мене ме интригира, тоа е прашањето на Тодор Александров се испитува и се истражува со голема ревностност. Зошто останува маргинализиран периодот на Ванчо Михајлов и Ванчо Михајловизмот и неговата така наречена книга за Македонија како Швајцарија на Балканот. Да, ба тоа е... Дали е тоа резултат на отпор кон него како личност или на отпор кон идеите кои Ванчо Михајлов ги третираше во обидите да го маргинализира и Тодор Александров и да ја внесе во некаква друга федералистичка варијанта? Прво, само последната реченица за Александров е дека Александров на крајот се изедначи по своите цели кон Македонија со старата ВМРО, со Гоцевата ВМРО, бидејќи тие беа непомирливи
во однос на самостојноста на Македонија. Македонија нужно ја сваќа како самостојна држава на Балканот. Александров дојде во 23 и 24 година на истата позиција. А ова што го поставувате и уште ова, не би согласил дека самиот Александров бил контроверзен. Контроверзни се интерпретациите во врска со Александров. Тој делувал како еден практичен политичар во даден историски контекст. Дајте ми го дефиницијата на Ванчо Михајлов. За Ванчо Михајлов, зошто се молчи или нема истражување? Има едно истражување, тоа беше докторската дисертација која што е објавена на Зоран Тодоровски, ВМРО 1924-1934 година, тоа е Ванчо Михловистичката организација и промотор беше професорот Александар Апостолски и јас. И ја отворивме исто така завесата и за Ванчо Михајлов и тој период исто така мора да се истражи. Моите сознанија се, например, дека Ванчо Михајлов од 24 година стана апсолутно инструмент на бугарската влада во ликвидацијата на сите оние кои што отишле во лево. И како што вели Чауле во писмото до Кирил Парличев, на 4 организации цутот го уништи Ванчо Михајлов практично, со тоа што при крајот во однос на сваќањето или политичката идеологија за Македонија, Швајцарија на Балканите во смисла на континентално уредување на самата Македонија во целината на нејзините географски граници, е дело на крајот од неговото делување. Во последните години од ВМРО, кога веќе се знаеше дека ВМРО ќе биде практично и елиминирана. И 34 година практично власта која што го детронира и го суди во отсуство Ванчо Михајлов му предложи да оди, што значи не сакаше да му наштети заради тоа што Ванчо Михајлов до крај служеше практично на бугарската политика, независно што ламентираше за слободата на Македонија. Добро, сосема за крај на овој разговор. Денове излезена вашата книга, не е денове, туку е 2015, да, за Христо Матов, за еден од стожерите на... Уште колку минути имаме до крај? Ајде сега. Колку имаме уште довести? Ајде, ова... Добро, стави одијавна шпица, па ќе видам дали ќе остане влада да го достигнам овој дел. Колку сум вкупно? Не знаеш. 47. Добро, дај да се... Стави блок од реклами и одјави го тоа, готово. Па ќе видам, после ќе го достигнам со него. Океј, завршите, одите камераманите на вести. Ајде, дај само да се одија. Тоа беше ТВ интервјуто со универзитетскиот професор Владо Поповски по повод 23 октомври, денот на македонската револуционарна борба. Остана уште неколку деликатни прашања, но се надам дека во некоја друга прилика ќе имаме можност. Ова е монографијата која професорот Поповски ја издава за познатиот Христо Матов, за кој, например, македонската јавност беше вчудено кога шефот на македонска дипломатија Антонио Милошевски појде на неговиот запуштен гроб во Софија и во која книга, меѓу другото, Матов издава, меѓу другото, одредени инструкции во кои би се формирала така наречена дуалистичка држава на македонците и албанците или за некакви нови граници на албаниците кои треба да бидат подразбрани како граница меѓу Албанија и Бугарија. Професоре, зошто, само кажете ми кратко, зошто има молк за книгава? Книгата излезе летово. Ја имаат прочитано поприлично луѓе и ми барат уште примероци, што значи постои интерес тие што имаат информација. Инаку промоцијата веројатно следи, а инаку на крајот има место и за една тркалежна маса, например, за
Христо Матов и Добро. за десницата. Благодарам, тоа беше се. Пријатна вечер. Се гледаме и во понеделник.